Добар ден. Дали вие како професор по македонски јазик и литература ја забележувате се помалата употреба на македонскиот јазик и за возврат користење на англискиот од страна на учениците? Нормално. Може би повеќе од било кој, ние професорите по македонски јазик и литература тоа го забележуваме и постојано укажуваме на синонимниот македонски збор. Не е ова време во кое се конституирал јазикот, речникот, граматиката. Например, тогаш сме немале соодветен збор за некоја високошколска установа. И бил одбран зборот факултет, а денес веќе да се користи плюс зборот коледж. Чому ни е тоа? Каде вие ја гледате причината? Дали глобализацијата и развитокот на технологијата треба да се земат како изговор или сме ние самите криви? Причини има многу. Меѓутоа, за се во животот постојат причини и ние треба да ги анулираме во одреден момент кога не се потребни. Секако дека глобализацијата влијае. Првиот контакт на децата кога веќе почнуваат да читаат и да пишуваат со телефоните, со компјутерите, мораме ние како општество, Министерство, Македонска академија на науките, може би дури да се формира некој инспекторат кој што ќе прави буквално контрола на секој еден наслов, буквално контрола на секоја една институција, фирма која што ќе се формира, како тука се практицира уште во насловот македонскиот јазик, а после надолу хиерархиски. Сметате ли дека речникот на еден млад македонец е приплавен со англиски зборови? Да, дефинитивно. Јас секогаш сугерирам, вие како мои ученици знаете дека добро е да се знаат многу зборови, тоа е богатство, лексиката, речникот на една индивидуа е голем, меѓутоа, кога зборуваме на македонски, кога се обраќаме овде во Македонија, треба да го користиме македонскиот збор. Убаво е да се знае и странскиот, меѓутоа, зошто да не кажеме сподели наместо шер? Зошто да не кажеме ми се допаѓа наместо лајк, нели тие едни најмногу експонирани работи? Зошто да не кажеме бесмислено, да кажеме небулоза? Такви некои примери. Како овој тренд влијае на активниот севкупен јазичен развој, а владењето на двата јазика? Многу лошо, многу лошо. Ние неосетно сме веќе во војна. И тоа во војна за јазикот. Некои битки ни се изгубени, меѓутоа војната се уште не е, онека кажано со друг речник. Мораме, она што го спомнав и претходно, да формираме некои тела кои па дури ќе казнуваат за неупотребата на соодветна на македонскиот јазик. Па ако треба, нека се смени името на предметот, нека биде мајчин македонски јазик. Затоа што овде ќе го цитираме и за крај Мисирков во неговата за македонските работи. Меѓу другото вели, сите се свртија политички за автономна Македонија да се борат. Меѓутоа вели, треба прво да се избориме за сопствениот јазик, да докажеме дека македонскиот јазик е посебен меѓу словенските јазици и да се избориме за сопствената култура. Тогаш ќе се издигнеме и како држава. Кои стратегии или пристапи ги применувате за да ги поттикнете учениците да продолжат да го користат и вреднуваат македонскиот јазик? Првично тргнувам и од диалектите. Имаме делче каде што се тема диалектологија на македонскиот јазик, да видат од каде потекнува сето тоа. Постојано наметнувам плюс текстови, чисто да видат како се развил македонскиот јазик, односно како тие дејци, наши македонски од минатото, од историјата се бореле да создадат, да зачуваат јазик, да ја видат тежината на нивниот момент. Некои загинале, починале во затвор заради јазикот, некои не успеале да го продолжат образованието, биле само учители, баш заради тоа што не прифатиле друга националност. Да ја сватат тежината на тие луѓе во минатото, она тежина што ја носеле на плеките, во име на државата, во име на јазикот, и постојано велам дека материјалното не е воопшто важно. Важно е она што го носиме во себе, а знаете, кога кој било од
од нас, кога би бил некаде надвор од државата и кога би го прашале нешто за неговата држава, прво нешто што би кажал е јазикот, културата, а и кога би живеел подолго време таму, кога ќе чуе некој да зборува на македонски, тогаш ќе му биде многу убаво на душата.